Почитувани гледачи, ова се вестите на телевизија Здравкен во продолжение на станите на денот. Првиот човек на општина Велес, градоначалникот Коцевски, потенцира дека интензивно размислува да побара карантин за Велес. Надлежните бараат медицински персонал за испомош во Скопје, но барањето е одбиено бидејќи истиот е неопходен за во болницата во Велес. Дали велешани се еколошки свесни и придонесуваат за животната средина? Разговаравме со стручни лица. Овие вести ги започнуваме со предупредување до граѓаните дека ситуацијата со коронавирусот во Велес е крајно алармантна. Првиот човек на општината на денешната пресконференција изјави дека деновиве интензивно размислува да побара карантин за градот од страна на надлежните институции. Во зависност од состојбата во наредните денови ќе донесеме соодветни мерки, потенцираше градоначалникот, при тоа строго апелираше до сите граѓани почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Денешната пресконференција на градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски беше целосно посветена за информирање за состојбата со коронавирусот во Велес и Велешко поради огромниот број на ново заразени лица во изминатите денови. Состојбата ја прогласија за крајно алармантна и загрижувачка. Одговарајќи на новинарското прашање, градоначалникот Коцевски соопшти дека интензивно размислува да побара од надлежните карантин за територијата на градот. Интензивно размислувам на таа тема. Доколку на вистина продолжи оваа состојба, имаме вакви високи бројки, ќе побарам од Министерот за здравство, од Комисијата за заразни болести да превземе соодветни мерки за да се спречи понатамошното ширење на инфекцијата. Што тоа би подразбирало, ќе видиме, ќе проценуваме како ќе се развиваат работите во наредниот период. Министерството за здравство бележи интензивно зголемување на нови случаи во Велес, но карактеристично е оно што сите хоспитализирани на инфективното одделение во општа болница Велес се со средно тешка или исклучително тешка клиничка слика. Состојбата стана алармантна во последните неколку дена. Според податоците од надлежните здравствени институции, бројот на позитивни на COVID-19 во Велес е далеку поголем од просекот со кој Велес учествува во вкупниот број на население во државата и тоа треба сите сериозно да не загрижи. Првиот човек на Велес се обрати до сите граѓани и строго посочи почитување на мерките за заштита. При тоа додаде дека доколку некој почувствува симптоми на коронавирусот и при тоа се тестирал, неговото семејство да постапи разумно и одговорно при целиот процес, со тоа што не би се движеле надвор од своите домови или пак би оделе на своето работно место додека се чекаат резултатите од тестирањето со цел на временно спречување и ширење на заразата. 5 медицински сестри и 2 доктори бара од Министерството за здравство од Велешката болница да помогнат во лекувањето на пациентите суспектни или позитивни на коронавирусот на инфективните клиники во Скопје. Но ова барање е одбиено затоа што медицинскиот персонал е неопходен за инфективната клиника во Велес. Моментално 7 медицински лица се позитивни на вирусот и 7 издржуваат мерка за изолација во своите домови. Надлежните власти бараат 5 медицински сестри и 2 доктори за да помогнат во лекувањето на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот на инфективните клиники во Скопје, но ова барање е одбиено со образложение дека медицинскиот персонал е неопходен да работи во клиниката во општа болница во Велес. Паника и страв се создава кај населението во нашиот град, грижејќи се дали ќе има кревет и обучен персонал да се грижи за нивното здравје, поради големиот број на хоспитализирани пациенти на коронавирусот во Велешката болница. Првиот човек на Велес апелира на смиреност, потенцирајќи дека се прават алтернативи за обезбедување на дополнителни кревети надвор од инфективното одделение. Би сакал да ја смирам ситуацијата и да кажам дека здравствените институции ќе направат се што е во нивна надлежност, сите пациенти на кои ќе им биде неопходна лекарска помош, лекарската помош да ја добијат, воопшто не треба да се грижат за тоа.
се работи интензивно на наоѓање на алтернативни решенија за обезбедување на дополнителни болнички кревети, дали тоа ќе биде во физикалното оделение во рамки на болницата, дали ќе биде со активирање на болничките капацитети во болницата во Јасеново, не е важно. Ситуацијата дополнително се комплицира затоа што 7 вработени во болницата се позитивни на вирусот, додека уште 7 се сомнителни и се наоѓаат во своите домови, каде што ја издржуваат мерката самоизолација. Кој нареден чекор ќе се превземе во однос на проширувањето на капацитетите на болницата доколку дојде до исполнување на болничките кревети на инфективната клиника и дали ќе биде доволен медицинскиот кадар за лекување на пациентите, останува да видиме во наредниот период кој што ќе ги донесат одлуките надлежните во зависност од епидемиолошката анкета на територијата на градот. Животната средина и подигнувањето на еколошката свест се теми на кои што се повеќе се разговара со цел заштита на истата и активно вклучување на граѓаните во целокупниот процес. Според подпредседателката на еколошкото друштво Вила Зора Сашка Коцевска, велешани активно учествуваат во екопроектите, додека стручнекот за заштита на животната средина доктор Бошко Ников ги предупредува граѓаните на Велес да внимаваат што прават, бидејќи секоја активност влијае врз животната средина. Под животна средина се подразбира збирот од сите надворешни фактори биотички и абиотички на кои е изложен еден организам. Биотички, односно живи фактори, се влијанието од членовите на истиот или друг вид врз развитокот и обстанокот на единката, додека абиотички се неживите фактори, влијанието на почвата, водата и воздухот врз организмите. Еколошката свест на граѓаните, нивниот удел во животната средина се теми на кои што секојдневно се дебатира со цел да се подигне еколошка свест и нивниот придонес за подобрување на биодиверзитетот. Според подпредседателката на еколошкото друштво Вила Зора Сашка Коцевска, Велешани имаат високо развиена еколошка свест и активно се вклучуваат во проектите за животната средина. Во досегашното искуство, во почетокот, имавме многу поголеми напори за да се подигне свеста на граѓаните, меѓутоа сега, барем за тоа што сме имале соработка и со други организации на ниво на општина на Република Македонија, кои што имаат многу поголем проблем за пример да организираат некаква активност. Ние имавме минатата година исто така активност за собирање на пластични шишиња. Зачудувачки голем број на граѓани се одзваа на активност и досега, барем од наше искуство, сите активности кои што сме ги реализирале на општина Велес се со огромна поддршка од граѓаните. Додека докторот по технички науки Бошко Ников, кој што е македонски инженер, металург и стручњак за животната средина, со предупредување и апел до граѓаните на Велес да внимаваат што прават, бидејќи секоја активност влијае врз животната средина. Прво би било внимавајте што правите. Секоја наша активност се одразува врз животната средина. Еден најобичен пример, доколку менувате масло на автомобилот и ако тоа го правите сами, никако не го правите на отворено. Затоа што концентрациите на масло во подземните води е ограничено на неколку микрограми на литар, а доколку, например, дојде до контакт на 1 килограм масло со водите, со подземните води, тоа значи креирање на околу 10.000 кубни метри загадена вода. Таа порано или покасно ќе дојде до некој бунар. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Велес и во текот на изминатото деноноќие регистрираше повеќе санкции за Велешани. Констатацијата од надлежните е дека се уште постои голем број на граѓани кои што не ги почитуваат мерките за заштита и покрај крајно алармантната состојба оцената од страна на локалните здравствени власти. Во текот на изминатото деноноќие се санкционирани 35 лица од Велес за неносење заштитна респираторна маска. Инаку СВР Велес покрај Велешани санкционираше и 10 лица во Кавадарци и 9 во Неготино.
Од денеска задолжително е носењето маски на отворено дури и кога сте сами. Исто така за прекршителите на членот од законот кој што ја регулира самоизолацијата, предвидена е казна од 50 евра, а тие што ќе се групираат на отворено после 22 часот ќе платат казна од 500 евра. Од денеска задолжително е носењето на маска на отворено дури и кога сте сами. Оваа мерка и други се усвои на вчерашната владина седница како превенција за заштита од коронавирусот. Ние спроведовме анкета за тоа дали треба или не треба да се носи маска на отворено. Размислувањата на Велешани беа спротивставени. Што сметате за маските на отворено? Дали треба да се носат? Сега се новите уредби на владата. Кога предложил тоа, не зашто да не се носат. Ја носам. Јас ја носам ради здравствени причини, гледам. Сега некаде отворено кај што сум, ја тргам така, ама а сега ако мислат дека треба така да види, така ќе видим. Па ја носам и дома и надвор, сега носам. Дома не пред да јадам, ја вадам. Мора да носиме. Не би требало да се носат маски, по моје мислење, бидејќи само ако се движиш, не треба да ја носиш. Ако си во група, треба да се носи. Во затворени простори треба секој да се стави маската, да си влезе, да си ја заврши работа. Сам кога си, ја мислам, нема потреба. Не. Затоа што се штетни. Ами не би требало сега, ако е на отворено, зашто? Кога аз не стане, мислам, настрана ја не. Ако е така, кога плевам од дуќанче, обавезно си ја носам се, до дома. За неносење маска на отворено предвидена е парична казна од 20 евра. Законот ја регулира и самоизолацијата, односно таа е задолжителна при тестирање за коронавирус, од закажувањето на тестот или самото тестирање до добивање на резултатот, а самоизолацијата продолжува доколку резултатот е позитивен. Веќе е забрането групирање на јавен простор, како што се парковите, јавни површини или било која површина на отворено после 22 часот. За прекршителите на членот од законот кој што ја регулира самоизолацијата, предвидена е казна од 50 евра, а тие што ќе се групираат на отворено ќе платат казна од 500 евра. Продолжуваме со вестите од Македонија. Министерот за здравство доктор Венко Филипчев во изјава за медиумите потенцираше дека маската покрај заштитата од ковид и сезонските грипови штити од загадувањето на воздухот. Целосната изјава во продолжение. Доаѓа период во кој што заладува времето и во кој што воздухот ќе биде загаден. Кога е ладно времето, битно е човекот битно е секој граѓанин да се грижи за сопственото здравје, па дури и од настинка и од сезонски грип. Во таа смисла прикривката на устата и носот, маска или марама или шал е нешто што прво овозможува да дишеме топол воздух, понатаму да случајно не се најдеме во група во која што има носител на вирусот и секако да се избегне штетното влијание на ПМ частичките, ПМ10 частичките, кои што има докази дека се частички кои што му овозможуваат на вирусот да патува и подалеку од вообичаениот пат на флигелата капка за време на зборувањето. Сето тоа се аргументи кои што нас за време на дискусијата со стручни лица, епидемиолози, инфектолози ни укажа на тоа дека сепак маски на отворено мора да се носат. Доколку се носат на место каде што се со седење одржува дистанцата, ево во ресторани нема никаква логика да се носат маските секако, но мислам дека ова мерка која што значено може да влијае на епидемиолошката слика, да намали бројот на новозаразени, да спречи трансмисијата на вирусот. Руската полиција застрела 16-годишно момче. Жителите на Франција ја напуштаат државата токму пред воведувањето на полицискиот час кој што ќе трае најмалку до 1 декември. Германија во последните 24 часа евидентирала над 18.000 случаи на инфекција од коронавирусот. Во продолжение содржините од светот. Руската полиција застрела 16-годишно момче во Татарстан, република каде што живее претежно муслиманско население. Тој бил застрелен откако со нож прободел полицајци се обидел да ја запали локалната полициска станица, при тоа тој извикувал Аллах Акбар.
Рускиот истражен комитет објави дека ќе го третира инцидентот како обид за тероризам, објави Reuters. Тинеџерот се обидел да ја запали полициската станица во градот Кукмор со помош на коктел, а за време на апсењето прободел полицаец најмалку 3 пати. Друг полицаец испукал неколку истрели во воздухот како предупредување пред да биде принуден да отвори оган. Младиот човек починал од повредите пред да стигне брзата помош. Се уште не е познато кој бил мотивот за нападот, а надлежните органи повеле кривична постапка. Денеска започнува карантинот во Франција, кој што ќе трае најмалку до 1 декември, но на што го објавуваат француските медиуми покажува дека многу од жителите го напуштаат своето родно место. Колоните возила кои што го напуштаат Париз се поголеми од вообичаеното. Полицискиот час во Париз започна во 21 часот, а на полнок започнува едномесечна блокада, при што на граѓаните ќе им биде дозволено да го напуштаат домот само заради неопходна работа или од медицински причини. Луѓето ќе мора да потполнат образец за да го оправдаат напуштањето. Карантинот вклучува и забрана за собирање. Училиштата ќе останат отворени исто како и градинките. Германија во последните 24 часа евидентирала 18.681 нов случај на инфекција од коронавирусот, објави Институтот Роберт Кох, и тоа е највисоко дневно зголемување од почетокот на пандемијата. Во земјата досега биле заразени вкупно 499.694 лица. Според институтот регистрирани се 10.349 смртни случаи, 77 повеќе од претходниот ден. Зголемувањето на бројот на заразени се случува во време кога германските федерални и провинцијски власти се согласија за нови ограничувачки мерки за ноември во обид да се спречи инфекцијата пред Божик. Почитувани гледачи, време е за временската прогноза за тоа какво време имаме денеска и какво време не очекува во текот на наредните денови. Гледаме во продолжение. Почитувани гледачи, овде е крајот на ова издание на вестите. За повеќе информации од Велес Македонија и светот следете на нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Останете со програмата на нашата телевизија, следуваат интересни содржини. Пријатно!